Една група се затвори, повеќе нови јавни соби се отвораат, откако мобилната апликација Телеграм ја затвори главната група со над 8.000 членови од Македонија. Една година по обелоденувањето на случајот, од МВР не одговараат зошто на полицијата и требаше една година и повторното актуализирање на случајот за експресно да реагира и да приведе неколкумина осомничени и да успее да издействува апликацијата Телеграм да ја затвори групата. Досега МВР приведе 4 луѓе, 2 од Битола и по еден од Велес и Штип. На сите нив им се одземени мобилните телефони, кои полицијата ги вештачи во потрага по докази дека во оваа група биле споделувани порнографски и еротски материјали. Од Скопското јавно обвинителство вела дека предметот за јавна соба е оформен уште во јануари минатата година. Се уште се работи на него и сето тоа во координација со МВР. Од обвинителството не прецизира дали предметот се уште се наоѓа во предистражна постапка или веќе е покрената истрага за него. Основното јавно обвинителство Скопје веднаш упати барање за прибирање податоци до Телеграм, за да се утврди кој е креатор, кои се администратори на групата, како и нивните телефонски броеви и IP адреси на пристап до мрежата. Во меѓувреме, во предистрагата беа одземени мобилни телефони од 2 лица, вклучени во креирањето на групата, и од нив беа извадени податоци од значење за постапката. Во меѓувреме експертите предупредуваат дека проблемот нема никогаш да се реши ако не се створи систем кој мора безпрекорно да функционира. Може би ова не е јавна соба, ова е символ за се она што се случува овдека кај нас, а за кое што или не се зборува, или се шепка, или се затвараат очите, или се обвинуваат жртвите дека се виновни за тоа што се случило. Фраерите, во наводници кажано, би требало да посакаат да побараат помош за да можат истата да ја добијат. И најчесто не се ни критични за она што се случува или за оние морални и етички вредности кои што ги рушат при извршување на вакви дела. По повторното актуализирање на јавна соба, Министерството за правда најави дека ќе предложи измени во кривичниот законник во кој ќе биде воведено кривичното дело демнење. Освен експлицитните фотографии, во групите како јавна соба се споделуваат и фотографии и лични податоци на девојки и жени преземени од социјалните мрежи од нивните лични профили. Под мотото "Не си сама", во среда ќе се одржи протест против злоставувањето на сите оние кои го поминале пеколот на групите како што е јавна соба.